депонијата Краста постои на територија на општина Куманово од самите современи зачетоци на градот. Таа е лоцирана таму и стои на тоа место. Во моментов такви депонии има многу во Република Македонија. Државата генерално води политика согласно европските норми и стандарди за затварање на ваквите депонии. За жал мора да констатирам не само Краста, туку и голем број на диви депонии секојдневно се раѓаат на територија на нашата општина и ние се справуваме со истите, но граѓаните се тие кои што генерално ги составаат. Конкретно во рамки на мојата програма излегов со ветување и реализација на проект во периодот следните 4+4 години, дека ќе се спозанимаваме со проектот на затворање на депонијата Краста. И истата е опфатена во рамките на регионалното решавање на стратегијата за справување со отпад, кое што се решава во рамки на североисточниот и источниот плански регион, каде што се вклучени сите општини од овој регион. Нашата депонија во моментов е обезбедена, поставени се камери и истата е под целосна контрола на јавно предпријатие Чистота и зелениво. И е во моментов една од најуредените и најобезбедените депонии во Република Македонија. Целта на проектот за справување со отпадот за овие два региони предвидува да истата депонија се трансформира во трансфер станица, на која што ќе биде носен отпадот со специјални камиони за транспорт на отпад. Истиот отпад на оваа трансфер станица ќе биде префрлан во поголеми камиони и контейнери за трансфер на поголема количина на смет и истиот ќе биде депониран во планираната фабрика за преработка на отпад на локација на општина Свети Николе. Се водат интензивни разговори, бидејќи се работи за грант од Европската Унија за овие два региони со вкупен износ од 35 милиони евра. Регионите се во фаза на формирање на заедничко јавно предпријатие, кое што треба да ги дефинира сите технички детали, но она што е најбитно, општина Куманово успеа да биде составен дел на еден ваков голем проект, еден од најголемите проекти на Европската Унија на простори на Република Македонија и верувам дека граѓаните поскоро ќе го почувствуваат тој бенефит. На планот на депонирање на отпад сме едни од првите општини кои отпочнаа со пилот проект на примерна селекција на отпад. И тој проект го представивме во јавноста минатата недела. Знаете дека на 16 локации се лоцирани специјални контейнери за смет со примарна селекција смет, хартија, стакло и пластика. И апелирам до граѓаните да овој период се обидеме да овие контейнери ги искористиме и истите се обидеме да отпочнеме со примарна селекција на отпад. Тоа е еден цел процес кој што ќе следи и за кој што јавноста и граѓаните се едуцираат уште во најмалите години. И нашата интенција е општина Куманово да биде чиста и уредна општина, на која што ќе нема смет и едноставно ќе заличиме на европските држави, но тоа е еден процес природен низ кој што сите ние треба да поминеме. Во делот на посочената локација Краста, таа е таму каде што е, како што знаете во моментов се изнесува земја од сите најголем дел на ископи кои што се прават во градот и истата земја се постела на веќе постоечката депонија. Често се случува да дојде до пожарување поради подземните гасови. 50 години тамо се таложи, тоа се изнесува смет и на таквите депонии пожарите се чести. Имаме соодветна опрема, имаме инсталирано вага за мерење на селектираниот отпад, кој што истиот треба дополнително да донесе бенефит
на јавното предпријатие Чистота и зелениво, кој што и самите знаете дека исто така, како и останатите комунални предпријатија, се соочува со сериозни финансиски проблеми. На овој начин сметаме дека дополнително ќе ја подобриме финансиската состојба и во оваа јавно предпријатие, со цел да еден ден дојдеме на нивото на комунални услуги квалитетни кон граѓаните, но пред се првенствено чист град, чиста општина, здрава животна средина.